Përshëndetje të nderuar shikuesi, ako po rritakohemi sërish së bashku. Në fakt, ditën e sotme do të trajtojmë një temë me cila periudhën e fundit për shkak të zhvillimeve në nivel global ka qenë kryefjala e çdo kujt. E kuptuam apo se kuptuam se si funksionon bursa, ne kemi folur për atë, po luajnë çmimet, sidomos ato të karburanteve, por kanë lëvizur edhe çmimet e arit, argjentit e shumë elementeve tjera të cilat njerëzit ndoshta dhe ndjekin në internet, por gjithsesi definitivisht që pothuajse çdo ditë në lajme kemi dëgjuar momentin që ka lëvizur bursa, ka hipur çmimet, kanë ulur çmimet e karburanteve, gjë që po na ndikon neve në përditshmëri, por për të kuptuar në fakt se si funksionon kjo bursa, si funksionon brenda Maqedonisë së Veriut, sepse ne kemi dëgjuar shumë shpesh atë stock market, aksionet edhe e gjëra të tilla, mirë po ta kuptojmë pak se në nivel nacional si funksionon dhe a mundemi në fakt edhe ne të bëhemi pjesë e këtyre pazareve, le të themi, apo këtij tregu. Me mua së bashku në studio është në fakt pikërisht drejtori i bursës së Maqedonisë së Veriut, Ivan Shterjev. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Јас во моето интро кажав дека овој период, последниот период, секое семејство, барем еднаш на ден има слушнато или има зборувано за бурсите. Дали за лошо или за добро, тоа зависно од денот, но дефинитивно сме слушнали овој збор. Оваа година имаме добра вест за македонската бурса, полните 30 децении од постоење и трговија, така да би сакала со ова да почнеме, па потоа ние подетално ќе зборуваме како да имаме институција која што 3 децении веќе функционира. Па да, како што кажавте, неодамна македонска берза наполни, така да кажам, 30 години, 3 децении се зад нас, имајќи предвид нели кога е основана и државата и така натаму, тоа е веќе еден доста значаен јубилеј, еден долг период е зад нас. Почнавме во 90-тите, фактички 96-та е првиот ден на тргување. Во почетниот период бевме некоја инфраструктура за приватизација, како впрочем и во другите земји што претходно беа во овој нели социјалистички систем. Потоа имаше еден период после приватизацијата каде што низ берзата многу се случуваше така наречената концентрација на собственост на тие првите собственички структури. Потоа дојде тој се уште славен период кога уште повеќе се зборуваше за берзата, зборувам за период 2006-2007 до големата светска економска криза, тогаш беше тој еден голем бум, промети годишни, дневни промети кои се уште не можеме да ги достигнеме. Потоа имаше еден долг посткризен период. Дојде пандемијата интересно на берзите ширум светот, па и кај нас на крај се покажа како добар период, луѓето помалку трошеа, повеќе има слободно време и очигледно ги препознаа берзите, пак ќе кажам и светски и овде локално. Па ни настана последните неколку години до лани, сакаме да го кажеме, втората бикова ера на берзите кога растат цените, нели е тој така наречен биков пазар. И сега сме во една фаза, оваа ланската година и почетокот на оваа година, малце со успорена динамика, но сосема задоволително. Телеграфски тоа е вака историјата на македонска берза. Различни години носат различни и успеси или пак можеби не толку голем успес, но важно е што постоиме и во Северна Македонија имаме институција која конкретно работи со берзата. Вие знаете сега овој период цело време спомнуваме за берзата, зборуваме за неја. Дали вие мислите дека граѓаните разбираат за што зборуваат или пак само спомнуваме берза како да спомнеме? Па се повеќе разбираат, тоа можеме да го почувствуваме и од некои официјални статистики кои што постојат за нашето тргување, веќе со години наназад, носечка, да кажеме, сила, двигател на прометот на македонска берза се македонските физички лица, значи граѓаните. Вака во просек од куповната страна на прометот, значи купувачи кои го создаваат прометот на македонска берза се некаде околу 2/3 македонски физички лица и тоа е релативно висок процент споредено со некои други берзи во регионот. Сега од друга страна бројот на луѓе кои учествуваат е во илјади. На годишно ниво, ние би сакале тоа да биде во десетици илјади и понатаму.
Добра информација и од нашите брокери. Има луѓе што им приоѓаат за да се заинтересираат да дадат налог, а впрочем и тргувањето на странските берзи од пред неколку години, ако сте граѓанин на Република Северна Македонија, можете вложувате и на странски берзи сосема легално и таму прометите и вредностите се зголемуваат, така да има еден тренд на подобрување на финансиската едукација. Не е идеално, далеко од тоа, но има еден позитивен тренд. Како општо функционира берзата? Сега да објасниме за сите тие граѓани кои што неактивно работат со берзата и која е улогата на оваа институција? Па, улогата вака најопшто кажано е да ние организираме спојување на понудата на хартија од вредност и побарувачката на хартија од вредност, акции, обврзници и некои други инструменти, но веројатно за широката наша публика најдобро е да зборуваме за акциите, тие се вака најпознат финансиски инструмент. Значи ние треба како институција, ние сме пазар, ние ја спојуваме таа понуда и побарувачка, но и ние сме исто фирма. Македонска берза е акционерско друштво со свои цели, нели, да оствари добивки и да се развива. Но улогата е да ги направиме трговски систем во кој што нели, тој што има акции и сака да ги продаде поради различни причини, преку својот брокер ќе даде продажен налог, а тој што сака да инвестира, да ги оплоди средствата, нели не да вложува само во банкарски депозити или да купува недвижен имот, еве да купи, не знам, акции од некој од нашите котирани компании. Значи ние имаме еден доста специфичен и сложен софтверски систем како тоа се одвива. Така да нашата улога е понуда и побарувачка да споиме. Сега, со тоа индиректно даваме сервиси и на компаниите, со чии акции се тргува, но и на инвеститорите, на физичките лица, да вложуваат средства. Значи, преку давање на можноста, било кој поединец во Македонија, ако има вишок на средства, да вложи во некој од главните акции на Македонска берза. Имаме ние еден индекс, тоа се 10 главни акции. Тука има моментално 4 банки и 6 акционерски друштва. Имаме фирми од фармација, алкалоид, од градежништво, гранит, од Македонски телеком, Макпетрол, од банките главни се Комерцијална банка, НЛБ банка, Стопанска банка, така да можете да вложите, да купите, ако решите да вложувате во акции во некоја од тие преку брокер на Македонска берза. Тоа е страната на побарувачка, страната на понудата се фирмите. Треба да се има предвид дека освен што се тргува со веќе издадени акции, било која од овие компании или некои други, можеби сега што се семејни фирми, што не се акционерски друштва, се успешни, можат да издадат нови акции, да земат капитал, да се финансираат, ама предуслов е после и да дојдат на берза, зашто вие нема да купите акции од било која фирма ако знаете дека немате каде да ја продадете. Вака грубо ова би било објаснувањето за улогата на берзата. Значи, дали би можела јас како физичко лице имам пари да вложам, да купам директно акции или пак треба преку брокер да се работи? Да, задолжително е да се оди преку финансиски посредник, брокер. Идејата што е, не само во Македонија, и историски во цел свет, ова се специфични производи. Пазар како пазар, понуда и побарувачка, ама сепак ова е пазар не е на нели рано градинарски производи каде што можете да отидете на тезгата, нели да го видите производот, да го допрете, да го мириснете и така натаму. Овде има специфики. Купувате акции во некоја фирма и зависно фирмата дали ќе биде профитабилна, тие акции нели може да пораснат како цена, да паднат. И затоа, пошто имало историски разни нели оние берзански крахови и така натаму, регулативно е направено овде да има специализирани посредници кои се обучуваат, добиваат лиценца од државата и тие малце да ги усмеруваат луѓето, да им даваат совети и така натаму. Затоа не можете директно вие, туку преку брокер. Сега во модерниве времења со развојот на дигиталната технологија се отвараат можности да физичките лица на некој начин мислат дека купуваат директно, нели познати се оние платформи светски Robinhood, Interactive Brokers и така натаму. Тука фактички сами ја носите одлуката, немате физичка релација со брокерот, во позадина има некој брокер, но дигиталните платформи, тоа се вели, го демократизираат инвестирањето, не зависите више само од некој посредник, можете на некој начин и сами да ги носите одлуки, тоа има и предности, има и мани, зависи како ќе се анализира.
Јас како некој што не би разбрала на тие, подобро е да имам некој што ќе ми консултира. Тоа е условно тоа што го реков мана или да кажам ризик. Вие влегувате во инвестирање на ваши тешко заработени пари заштедени и сега убаво би било да се советувате со некој што повеќе знае. Сега луѓе како луѓе знаат некогаш да мислат дека знаат повеќе него што знаат и преку тоа да влезат во некои ризици, но сето ова демократизација на инвестирањето па придонесува у цел свет многу повеќе да се тргува на берзите, многу поголеми да се прометите и физичките лица секаде да се поактивни него што биле во минатото. Вие спомнавте акциите се поинтересни бидејќи по филмови ги има повеќе и граѓаните повеќе имаат како допирна точка со нив, но спомнавте и харти од вредност. Само кратко да објасниме за сите граѓани што значи тоа. Па тоа се различни типови на финансиски инструменти, акциите, сега малце едукативно да делуваме кон граѓаните, акциите се така наречени сопственички финансиски инструменти. Ако имате една акција во било која фирма, вие имате некаков мал процент од сопственоста на таа фирма. И потоа врз основа на имањето на акциите имате неколку елементарни суштествени права. Можете да идете на собрание на акционери, да гласате, да усвојувате финансиски сметки, да одобрувате работа на директори, на менеджмент и така натаму. И ако има добивка фирмата и компанијата тука одлучува мнозинскиот сопственик, во акционерството има некои сличности со политичкиот систем. Значи собрание на акционери имате политиката собрание. Кој носи одлука, тој што има мнозинство. Сега кај акциите и да сте малцински акционер, ако мнозинството реши да даде дел од добивката у дивиденда, и вие ќе добиете. Нормално секој ќе добие зависно од пропорцијата која има у капиталот. Сега има и други типови финансиски инструменти, на пример познати се обврзници. Тоа е фактички како да давате некому кредит. Државата редовно издава тие државни обврзници, ги зборувате и на вестите и така натаму. Фактички државата се задолжува издавајќи обврзници, или имаше неколку емисии на тие граѓански обврзници, секое физичко лице, и тоа беше добра варијанта да вложите. Не знам, беше каматната стапка у првата емисија 5%, другата 4, нешто. Значи државата ви вика, мене ми треба толку и толку пари, ќе платам камата 5%, ќе ги вратам парите за 2 години и секое физичко лице у Македонија можеше да купи, не знам, 1000 евра, 10.000 евра и фактички како да и дал кредит на државата, плюс може после да ги продаде да не ги чека тие 2 години и не би должил премногу. Ова се тие основни типови на харти од вредност, акции, обврзници. Има уште мноштво, нешто има и у Македонија, развиени земји имаат уште повеќе, но ова би било, мислам, доволно. Да. Ние ќе продолжиме, одиме само со малце реклами, па ќе се вратиме пак, шкоме пак публицитет, да рикнеме сриш на студио. Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe vazhdojmë të flasim për berzën apo bursën dhe apo stok siç i njohim edhe në gjuhën angleze. Do fokusohemi pak më shumë tani se si edhe lëvizja e tregjeve, lëvizja e ngjarjeve të ndryshme ndikon edhe tek bursa. Спомнавте дека компании можат слободно да бидат дел од ова трговија, да кажеме, но и физички лица. Дали имаме услови и за компаниите и за физичките лица да бидат дел од трговијата или пак на овој Па да. Предпоставам, ме прашувате кои се условите некоја компанија формално да почне да се тргува на берзата. Еве тука малку повторно да објасниме неколку основни поими у берзанското работење. Компанијата која се тргува на берзата официјално се нарекува таа е на берзанска котација. На енглески тоа листинг. Тоа што значи? Тоа значи дека таа компанија, вие што ги наброив од индексот, овие што се главни акции на македонска берза, тие компании побарале од берзата, исклучиле договор за котација, официјално да ги уврстиме во тој софтверски систем и да, тоа е клучно сега што ќе го кажам, и они на некоја фреквенција од време на време официјално да известуваат јавноста преку берзата за нивното работење. Така да ако сте котирана компанија на македонска берза, некој од банкиве или некој од компаније што ги спомнав, они на секои 3 месеца треба да објават кој им е финансискиот резултат, колкава им е добивката, кој им се приходите и плюс
нормално сега на секој 3 месеци, после годишно, па ревидирани извештаи да објават, и плюс ако има било каква така наречена ценовно чувствителна информација. Ако го сменат и дојде некој директор, инвеститорите тоа ќе го изанализираат, аха, добро е, лошо е, па цената ќе расте или ќе паѓа. Ако склучиле некој договор да прават нов погон за производство на нешто што е нивната дејност. Ако направиле било што влијае на цената на акциите, имаат обврска тоа да го известат. Тоа е котацијата. Сега ние како берзи, не само македонска берза, нели бираме кои компании ќе дојдат на котација, има неколку услови. Конкретно треба да имате историја, не е на берзата нова компанија да дојде, ризикот е голем, треба да има некоја историја, па имаме зависно на кој сегмент од котацијата, дали да има 1, 2 или 3 години ревидирани финансиски извештаи, потоа да има некаква големина, повторно не е за берзата некоја многу мала компанија, треба да има некоја големина во смисла на големина на капиталот, за да има предуслови таа да создава приходи, за да има нели добивки и дивиденди. Вториот услов е големина на капитал, на највисокиот сегмент кај нас е да имате минимум 10 милиона евра капитал. Третиот услов е да има одреден број на акционери, затоа што како берза некате да ставите кај вас на котација компанија кој што има 1-2 акционери кои некад да ги продадат акциите, што значи тоа нема да има промет, никој нема да ги продава и имаат повторни услови над 100 акционери, над 200 акционери и така натаму. И четвртиот услов е така наречен процент од акциите да биде во посет на јавноста. Има еден израз на англиски, free float се вика тоа. Што значи тоа? И да има некој одредена големина, убава и сето тоа, и да има одреден број на акционери, сепак барем дел од тој процент на акции да биде распространет кај другите. Ако еден газда држи 99% и не ќе да ги продава, повторно нема да има тргување. Ова се така наречени услови за котација и овие компании кај нас што се официјално котирани ги исполнуваат овие услови за да можат да се тргуваат на берзата. И од истите граѓаните физички лица може да купат акции. Да, нормално. Ова објаснував на страната на понудата. Нормално, кој ќе почне да се тргува со тие акции, секое физичко лице може да купи акција преку брокер, како што објаснувавме, од тие компании. И ова е систем што постои на сите берзи у светот. Нормално ние сме го позајмили и сме го копирале, не сме го измислили. Точно. Има многу филмови кои што објаснуваат ова, ама дефинитивно е многу поинтересно кога се гледа и дека во нашата држава, иако не сите граѓани знаат дека можат ова да го прават, зборуваме за истата. Прашање би ми било следно: дали работите што се случуваат во општеството влијаат во акциите или пак во тоа дали ќе има пониски акции или пак поголеми, или пак од страна на компании влијае тоа? Да, ќе одговорам на тоа прашање, ме поттикнавте вака помеѓу редови, нели, за активноста на физички лица да купуваат акции и така натаму. Се уште постои така и покрај позитивни статистики што ги кажав, се уште постои голема недоверба или некои типови на грижа да не е ова нешто проблематично, да не ги изгубам парите, а од друга страна свесни сме дека во нашиот регион и во нашата држава и поширока граѓаните многу често знаат да влезат во многу по-ризични варијанти каде што им се чини дека ќе ги оплодат средствата. Значи, пазарот на капитал, берзите, брокерите и целата оваа работа е веројатно една од највисоко регулираните сфери во целата наша економија и општество, како впрочем и на други места. И ние од берзата ги повикуваме, нели, граѓаните да размислат малце и за оваа варијанта. Не е секогаш да купите трет стан или не знам колку други недвижности. Тука има други типови на ризици. Ова преку инвестирање во акции вие инвестирате фактички во развојот на целата економија. Ако одберете и направите така наречено портфолио, купите, не знам, 100 акции во една банка, 200 акции во некоја друга компанија фармацевтска, па не знам во нафтена индустрија, вие фактички како што ќе се развива економијата и тие носечки фирми, вие ќе добивате делче од тоа. Така да убаво е дел од вишоците, не сите, али дел од вишоците да ги ставате во ваков
тип на инвестиција, не само во овие класични, Македонија банкарски депозити и недвижност, тоа е отприлика тоа. Сега што влијае на формирањето на цените, тоа беше фактички вашето прашање, влијае нормално проценката на инвеститорите, тие врз основа на овие информации што ги даваат компаниите, гледаат дали е добро работењето, нормално имаат и предвидување врз основа на некои од овие изнесени информации, што ќе биде, и од друга страна влијаат, деновиве, па тоа посебно последниве недели, влијаат овие глобални геополитички процеси, нормално, ако дојде до некои војни, раст на цена на енергенси, поголема инфлација, нормално во анализите на инвеститорите и на нивните брокери, можеби ќе има дека некој тип на акција, некој тип на индустрија и фирма, можеби не е најдобро да се инвестира, па они ќе продадат таму кај што мислат дека инфлацијата ќе ги погоди нивните бизнеси, па ќе купат, не знам, можда у нафтена индустрија, пошто еве сега цената на нафтата ќе расте. Така да влијаат комбинација на фактори и влијае и одлуката ваша, нормално на крај одлуката ќе направи тој што инвестира, ама и државна политика, и геополитички случувања, и самите фундаментални резултати на фирмите. У тој дел вака се факторите што влијаат. А дали кај нашите компании имаше влијаност овие сите ситуации глобално што се движеа? Па, компаниите конкретно котирани на берзата ќе ги објават нивните квартални извештаи за периодот јануари-март, сега на крај на април, па ќе видиме од објавите дали имало влијание, но имајте предвид дека во економијата сите влијанија и најчесто им треба известно време за да се случат. Така да мислам дека може би побитно ќе биде дури во вториот квартал резултатите што ќе се објават. Од друга страна, еве во последниот период динамиката кај нас на тргувањето е малце спласната. Може тоа да значи дека инвеститорите, гледајќи што се случува во светот, имајќи предвид целава оваа неизвестност, нели, ние не знаеме што ќе се случи утре, задутре, посебно сега на Блискиот Исток и така натаму, може би се попредпазливи, бидејќи кога имате неизвестност пред себе, велат дека е најдобро да имате што повеќе кеш, а не да имате вложено во било што, пак вклучително и недвижен имот, пошто и тука ќе има влијание. Значи, цените на акциите паѓаат кога повеќе инвеститори продаваат или пак се покачуваат кога има повеќе купување? Токму така, на крај или на почеток понуда побарувачка, ама на тоа дали ќе биде поголема понудата или побарувачка, тоа влијаат комбинација на фактори, дел од овие што ги зборев секако. Кај нас често граѓаните, пошто ние сакаме тука злато, купуваме многу злато, и ја гледат берзата на златото и гледат дека имаше пад на берзата на златото и исто време и на другите елементи, дали тоа некако влијае кај нас? Да, на цените на златото ќе влијае, но и на берзата. Па како што кажав, на цената што се формира на било која акција, па ако сакате и на било која благороден метал, влијаат многу фактори. Например, еве, вие можете да инвестирате во злато преку купување акции на фирми што се рудници за злато или што се бават со производство на злато и така натаму. Така да, вие со тоа, затоа и треба да имате добар советник, да процените дали вие самостојно може да вложувате, и веројатно затоа многу луѓе не се ни осмелуваат, пошто нели вака личи многу сложено. Постојат тие инвестициски фондови, каде што фактички вие не треба да носите одлуки. Вие идете во инвестициски фонд, велите имам некоја сума која сакам да ви ја доверам на управување, и таму има стручни луѓе со тие лиценци добиени, кои прво ќе ве прашаат дали сте вие спремни да земете поголем ризик или сте склони да имате мали ризици, и ќе ви понудат во кој фонд да вложите. Сега нормално кога вложувате во било која хартија од вредност, во било која акција, во било кој фонд, препораката е да не гледате само наредните неколку денови што се случува, тука треба да имате еден подолг хоризонт и треба да вложувате пари што не ви се потребни одеднаш за некој ден, бидејќи може цените меѓувреме да паднат, а вас ви требаат парите. Значи, да сумирам, препораката е да се вложува преку посредници кои ќе ве советуваат, да им ги кажете вашите склоности инвестициони,
ние природно некои луѓе сме склони поише да прифатиме ризик, а некој нели има позихераши, и од тоа зависи у што ќе вложувате. Ако сакате скромен принос, можеби треба да направите микс, да купите и државни обврзници што ќе ви донесат нешто помалце, ама е сигурно тамо речиси не постои можност да изгубите. Така да има доста можности и треба луѓето да се едуцираат, да се охрабрат, да дел од своите заштеди ги пласираат на пазарот на капитал и во Македонија и пошироко. Веќе неколку години криптовалутите се многу жешка тема, особено кај младите. Јас гледам многу млади дека цело време седат по тие апликации и се трудат да бидат некои брокери индивидуално. Како стои ситуацијата кај нас? Ние знаеме дека криптовалутите не се регулирани, дали тоа важи и за бирзата исто? Па добро, како што рековте, целава таа проблематика на криптовалути во Македонија не е до крај регулирана. А точно е дека многу поединци, посебно помлада генерација, масовно вложува преку разни платформи што се достапни на интернет. Во Македонија, на нашата берза и на други платформи немате можност да купувате, но има толку големи светски платформи каде што можноста да купувате е многу едноставна. И сега друга работа и тука уште се водат дилеми во светски рамки и дебати. Нели, едно е криптовалутите, друго е технологијата кој ги создаде и биткоинот и сите други криптовалути, тој блокчейн и така натаму. Во самите криптовалути на некој начин не купувате нешто као кај акциите. Кај акциите купувате акции, од што зависи цената на акции, како ќе работи некоја компанија или банка. Кај криптовалутите е чиста понуда и побарувачка, настрана нели како се креираат со сите тие технологии зад нив, и тука на некој начин веројатно се подложни на овие осцилации на понуда и побарувачка, што впрочем се гледа и кога ги има овие геополитички турбуленции. Криптовалутите многу поостро реагираат и во минус, и во плюс и така натаму, но очигледно тоа станува дел од современиот живот и финансиски систем. Многу и класични финансиски институции и во Америка и во развиениот свет почнуваат да нудат производи врзани со криптовалутите, станува дел од секојдневието, но ја има оваа голема специфика. Криптовалута и пазарот и тргувањето, само понуда и побарувачка, немате, на енглески се вика тоа underlying, немате нешто што ги движи уствари цените осим понуда и побарувачка. Мене ми дава чувство на несигурност, дефинитивно, бидејќи имаше случаи каде што различни криптовалути се затворија и луѓето ги изгубија сите нивни пари вложени. Сега вие ова свеја што го зборев неколку минути го ставивте у една реченица. Ризиците таму се далеку поголеми. Да, дефинитивно. Дали никогаш нашето општество би стигнало во... Ние ќе спомнеме Америка, бидејќи тоа ние така по интернет најмногу ги гледаме можеби, ама таму има млади кои што основна работа им е ова, купување и продавање на стокс или пак на бирзата и на акции. Тука кај нас тоа не го гледаме многу често. Дали би можело некогаш ние да бидеме такво општество или не? Па добро, јас пак сега дел е тоа базирано на некои информации што ги имам и разговори, дели на некоја моје чувство. Мислам дека почнува и кај нас да се формира еден мал слој, но сепак на луѓе кои што вложувањето им станува можеби главна активност во животот, затоа што треба да се има во предвид дека за да бидете успешни во вложување во хартија од вредност треба и знаење, тоа веќе зборевме, ама и доста време да посветите на ова. Да следите што се случува на берзите, објавите на компаниите, анализи од разни инвестициски фирми и така натаму. И тие луѓе кои што почнуваат активно да се бават, да речеме, базично или само со тоа, фактички тоа многу време вложуваат и имаат некои своји предзнаења. Интернетот тоа го овозможи да биде технички многу лесно и има луѓе, мислам, многу повеќе него порано што добро заработуваат од ова.
Со сите ризици, нормално. Да, нормално. Мислам дека секоја работа ги има своите ризици и Добро, овде се специфични, се обидувам некако да ги објаснам, ама нели од една емисија не може све да се објасни. Точно, но ние тука сме за информација. Ние ќе продолжиме после рекламите, што ме пак публицитет да доваждаме да пак тоа бисед. И ако порикнеме пас публицитетот на студио, да доваждам тласим për bisedën sa i përket bursës, lëvizjes atyre edhe aksioneve që më shumë të dëgjojmë, mirë por nga një dimension tjetër. U përmend në bisedë brokerët, kështu që do flasim mbi ta. Spomenавте брокери како луѓе кои што во основа даваат совети за сите физички лица кои сакаат да инвестираат. Ако некој би сакал да биде брокер како професија, како се стигнува до таму? Да. Пак јас се обидувам да објаснам некои термини. Брокер го употребуваме како термин, нели, и за луѓето што тргуваат во име и сметка на клиенти, и за луѓето што советуваат, ама законски едниве се брокери, другите се така наречени инвестициски советници и така натаму. Сега, но базично како одговор. За брокер, кој што е човек кој работи во една од членките на берзата, значи котација е, нели, фирмите што доаѓаат кај нас, а тие што го користат нашиот систем, тоа може да бидат или брокерски друштва или банки, тие имаат вработени кои се брокери. За да станете брокер кој главно ќе посредува и ќе тргува во име своја, а за сметка на клиентите, треба да имате по моменталните прописи во Македонија завршено средно училиште, за брокер е доволно и средно, и да положите два испита. Едниот испит е кај регулаторот, ние како што имаат Народна банка за банките, ние имаме комисија за хартија од вредност кој ги регулира берзата, депозитарот, брокерите и така натаму. Така да првиот испит е кај нив и добивате вака со слободен речник општа лиценца да работите со хартија од вредност и да бидете брокер. А ако сте вработени во една од овие наши 11 членки, 6 се банки инаку, 5 се приватни брокерски куќи и сакате баш да го користите софтверот за тргување на македонска берза, има уште еден испит што се полага кај нас. И фактички со тие два испита и вработени ако сте во една од овие членките, вие ќе бидете овластен брокер. Ако сакате да бидете инвестиционен советник, тоа е, нели, постручно ниво, каде што давате совети и така натаму, треба да има висока стручна спрема и повторно да има еден другчи испит кај комисијата, многу посложен, со многу повеќе знаење, бидејќи одговорноста кога давате совет на клиентот е многу поголема од кога технички само тој ви рекол купите 100 акции од оваа фирма. Така да треба да се прави разлика кога само екзекутирате за клиентот налог, а кога му давате совет. Дали е позната професија брокер, деки не се слуша многу кај граѓаните кога дискутираат? Па добро, пак големина на држава, големина на економија, големина на берза го прави своето. Знаете, вие рековте неколку пати оние филмови и така натаму. Во големиве западни земји со големи финансиски развиени системи, таа професија би рекол е престижна, затоа што тука работите и со своји пари, работите и со пари на некои многу луѓе со големи имоти и така натаму. И тука има и големи заработувачки бонуси и сето тоа. Кај нас, еве, да ставам у перспектива, како што реков, ние имаме 11 членки, 6 банки и 5 брокерски куќи, во нив работат неполни 40 на брокери. Така да, веројатно, нели, само тие што работат со нив ги знаат, но тоа е професија, и еве тоа е наша порака до младите, тоа е професија и воопшто пазарот на капитал е професија која спојува многу разни знаења. Тука, нели, како што рековме, треба да бидете добри да знаете биланси, да финансиски анализи, да следите вести, да следите геополитика, да имате можност да процесирате, некогаш успешно, некогаш помалку успешно, што светот тоа ќе значи во движењето на цените, и тоа е професија која препорачувам на секој млад амбициозен човек. И да треба да има знање од повеќе области, не само една област колку што гледам. Па, примерно се тоа економисти,
Но многу често и некогаш и поуспешни се овие луѓе од природните науки, физичари, математичари, пошто овде има доста модели како врз основа на некои случувања ќе се движи цената на акциите и така натаму. И да, хетерогени знаења се пожелни. Да, не верувам дека во оваа област 2 плюс 2 прават 4 секогаш. Па да, малце е по така сложено. Гледам, не знам, вие нормално сте директор од оваа институција, но дали вие сами инвестирате, би инвестирале, како ви е вашиот индивидуален рапорт со берзата? Па добро, тука прво имам определени законски ограничувања што можам, како можам и така натаму, и генерално и поради тоа во македонски харти од вредност не вложувам, ниту па се впуштам, вклучително и на вакви емисии, во било какви давање на конкретни предвидувања, бидејќи нели од позиција на директор на берза, ако нешто конкретно вака во медиум кажете, нели можеби некого ќе инструирате, а тоа е одговорност и не го правам тоа, така да се воздржувам од прогнози, но пак ќе кажам за почетниците на пазарот на капитал, не моја, туку општа препорака е да ги разгледаат овие колективни шеми за инвестирање, овие инвестициски фондови. Односно, на почетокот, веројатно, треба да слушате совети од стручни лица, при што ја изложувате на стручните лица вашата материјална состојба. Значи, кој ризик сакате да го прифатите, колку време можете да си дозволите парите да не ги повлечете назад, бидејќи, нели, ако сте вложиле, не знам, минатата година, одеднаш, нели, Иран, Блиски Исток, осцилации, се замислите, баш од тие денови кои имаше најголеми осцилации, да ви достасува рата на некој кредит и да морате тогаш да продавате и тогаш ќе изгубите. Но ако имате долг хоризонт, и тоа статистиките покажуваат, под долг хоризонт некој се подразбира и десетици години, тогаш е она што го рековме, инвестирате во добри фирми што се репрезент на македонска економија, на било која друга економија, и ако фирмите не отидат во стечај, а нормално ќе проучите во која фирма правите, вие на крај на долг рок добивате. Зашто имате дел во приходите и добивките на тие главни фирми. Значи, треба да бидеме мирни и да трпиме додека сето тоа се случува, бидејќи ако сакаме веднаш да достигнеме, бидејќи младите сакаат веднаш да стигнат до парите, значи, веднаш не се стигнува. Тоа е трет пат да кажам, се зависи кој каква толеранција на ризик има. И тоа не е само брзанско тргување. Некои луѓе кои ќе дојдат негде, дал ќе помине на некој тесен мост без ограда, некои луѓе одма ќе отидат, некои ќе се стаписаат и не, значи многу зависи какви сте вие во трпењето на ризикот. Некои луѓе може тоа поуспешно да го направат, обично тие се подобри инвеститори, пошто постојат тие осцилации и секој треба да извага во што, како ќе инвестира. Значи, јас би требало добри совети да примам, дека јас не ризикувам. Сакам посигурно да... Па повеќето луѓе се такви. Тоа е веројатно некоја психологија човечка. И затоа немаме можеби бизниси ние, дека не сакаме ризици и така натаму. Добро, тоа е друга тема, да. Ние сме при крај на нашиот разговор. Дали има нешто што не сме зборували, ако мислам дека детално зборувавме за неколку работи? Покривме доста работи, уште еднаш благодарам на поканата. Стоиме тука како македонска берза да било кога ќе не викнете, бидеме присутни. Имаме ние некои наши проекти. Особено се обидуваме да го ја зголемиме партиципацијата на помладите генерации во тргувањето на локалниот пазар, но нели ќе зборуваме за тоа. Да, дефинитивно. Ви благодарам многу уште еднаш. Благодарам.